Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, трета оваа недела, трета и последна за оваа работна недела, но верувам дека ќе биде еднакво интересна како и претходните две. Денеска се случи интересни настани и се разбира една многу важна. Во Собранието беше ратификуван договорот за стратешкиот договор практично со Велика Британија. Со ова се отвара патот за оние 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра кои што ќе можеме да ги искористиме како држава за бројни проекти, да се надеваме дека се ќе оди според планот и дека многу брзо ќе ја видиме во пракса таа визија која што веќе е поставена, а која се однесува на вистина на бројни работи, на железницата, на патиштата, на клинички центри, чебрени галиште и така натаму и така натаму. Но, вечерва ние ќе разговараме за една условно кажано споредна тема, намерно велам условно кажано, имено за левот наш насушен, за земјоделието. Многумина често пати велат, добро, земјоделието е некаква завршена приказна, Македонија се обидува да оди напред во некоја технолошка смисла, меѓутоа да не забораваме тој што ни го носи лебот дома, тој е всушност еден од најважните, а тоа се земјоделците. Кога разговараме за нив, се разбира, најадекватна личност за да ги споделиме ставовите е актуелниот министер за земјоделие, шумарство и водостопанство, господинот Цветан Трипуновски. Добра вечер. Добра вечер, благодарам за поканата. Да. Задоволството е мое, министре. Веднаш да почнеме од она што беше актуелно денеска. Бевте во Прилеп, каде што подпишавте, односно доделивте 192 договори на земјоделци, и оваа вест обично проаѓа како нешто така, нешто што се подразбира, меѓутоа има многу сигнификант, што велат американците, во неа точка која што многу значи за земјоделците. Што всушност станува збор? Токму така, денеска една од моите активности беше посета на подрачната единица во Прилеп, подрачната за единица за земјоделство. На сите оние апликанти кои што беа одобрени од последните јавни повици кои што се спроведа во месец јануари оваа година, практично ги поделивме договорите на сите оние кои што исполнувале услови и добија склучија договори. Бројката е задоволителна, интересот беше голем на овие јавни повици. Со овие јавни повици практично го ставаме во функција сето слободно земјоделско земјиште кое што е плодно во функција на земјоделското производство. Во Прилеп точно има 192 договори со негде површина од 500 хектари само на овој повик. Ако се земе дека и минатата година исто така завршивме еден повик каде што имаше исто слична бројка на апликанти, се подели некаде околу 1000 хектари државно земјоделско земјиште. Ова е важно затоа што нашето ветување, нашиот план за работа е строга контрола во делот на користењето на земјоделското земјиште и она се што е ослободено и е слободно во моментов да го ставиме транспарентно на јавни огласи и на јавни повици, за да го ставиме во функција, односно да го распределиме на земјоделците кои што имаат интерес. Да споделаме една информација дека минатогодишниот и повиците од оваа година вкупно се склучија некаде над 2100 договори со индивидуални земјоделци и се стави во функција, односно се склучија договори за површина близу 6000 хектари на ниво на цела држава. Значи беа офатени сите катастарски општини, нема селекција како во минатото некоја општина ќе биде ставена за распределба, некоја нема да биде, па приоритети и така натака. Не, нашата номерно за секоја општина, секаде каде што има слободно земјоделско земјиште, каде што има заинтересираност, се става во функција, и ова е едно од покрај предизборните ветувања, нашиот план како да го вратиме квантитетот на земјоделското земјиште и сите оние кои што имаат интерес, поготоа и младите луѓе кои што аплицираат, бидејќи еден од условите предност во аплицирањето беа и за младите луѓе до 40 години да имаат предност во добивањето на ваквите договори. Денеска при доделувањето видов доста млади луѓе кои што имаат аплицирано и сме им одобриле користење на ова земјоделско земјиште, што мене дополнително ме охрабрува и ми дава елан за работа во наредниот период да продолжиме со истото темпо, бидејќи навистина вклучувањето на младата сила во земјоделскиот процес ни е многу важна во момент, бидејќи старосната граница ни е многу над 50 години, што дополнително ни прави проблем во делот на идното производство на храна. Ова е многу важно прашање и ќе се вратиме повторно на него, како да ги се вратат
младите луѓе уставно да се вратат на земјата, затоа што долги години младите луѓе бегаат од земјата. Ако сме реални, односно луѓето кои што потекнуваат од село или од рурални средини се обидуваат да дојдат во големите градови и да започнат сосема поинаква кариера, затоа што во земјоделието долго време не гледа апсолутно никаква перспектива за себе и за своите семејства во иднина. Од прилика една година, не цела една година сте на чело на министерството. Морам да признаам, ние многу пати сме разговарали на оваа тема и со вас на времето кога не бевте министер, туку кога во времето на опозиција. Во времето кога бевте во опозиција, меѓутоа повторно со истава работа се занимавате, така. Ако сме реално вие имате континуитет, не сте од вчера во целата приказна и постојано се повторуваше дека Македонија едноставно не го користи својот потенцијал. Своевремено паметам од професори некои стари дека Македонија можела да ја рани, така се велеше, цела Југославија. А ние дојдовме во ситуација во последните години не да не ги раниме Југославија поранешно, туку самите себе да не можеме да се нахраниме и потоа мораме да увезуваме од секаде храна, што е според мене срамота за држава која што Господ е дал 300 сончеви дена во годината и една навистина плодна земја која што заслужува да биде И вода како ресурс. И навистина заслужува да биде одработувана и да добиеме производ по сите стандарди. Вака еден, може да ви дадете мал заокружен процес во оваа една година, со што се соочивте и до кај сме сега? Токму така, Драган, токму и од ова студио во изминатите години сме коментирале состојби во земјоделството дека Македонија од една аграрна држава со сите предуслови, вода, квалитетна почва, сончеви денови во годината, преку 280, скоро 300 сончеви денови, да дојде во ситуација да повеќе увезува тоа што произведува. Ќе се обидам накратко. Тоа е заради тоа што од година во година, заради ставање на маргините секторот земјоделство, заради немањето навремени интервенции, заради немањето вистинска стратегија како да го одржиме секторот, со сите предизвици кои што се случуваат во текот на земјоделското производство, климатските промени и така натака, каде што треба државата засилено да интервенира, да ги насочува производителите, доведовме да секој еден млад граѓанин на нашата држава кој ќе му спомнете земјоделство да бега како ѓахол од темјан. Затоа што поимот земјоделец се преточи во една тешка социјална категорија, да нема рентабилност, едноставно не можете да врзете крај со крај. Гледате како вашите родители кои што се занимаваат со земјоделство едноставно мачат како да го преживеат месецот, а не паре годината. И во една таква ситуација, во таа една економска миграција, го напуштаат секторот во делот на младите кои што треба да продолжат со производство и затоа доведовме да изминатите години имаме многу сериозна сума која што се одлеваат за увоз на храна, онаа храна која што ние сме ја произведувале дома. Она што сега можам да кажам дека не би сакал многу сега да губам од времето, само накратко ќе кажам дека наследивме еден колабиран систем, испразната каса, уништени системи, тотално негриженост од делот на институциите кои што беа оставени без плата, превработени со партиски кадри, тотално нефункционален целиот систем. И нестрекни земјоделци, Нестрекни земјоделци, неисплатени субвенции, протести и така натака, секој ден бевме сведоци. Родовите завршуван по буништата, по улиците не завршуван, нема на да ги пазарите. забораваме оние видеа во кои што буквално ќе речев селаните во најдобра смисла на зборот, буквално ги истураа своите производи, лубеници, не знам, кромици, сеќам, истураа на улици бидејќи нема што да прават со нив. Така, додека светските полици по маркетите беа празни, нашиот производ наместо да го пласираме завршуваше се освен на пазарите и тоа беше практично изразениот и револт на земјоделците во делот на изборниот процес, каде што практично сериозно го казнија сегашното СДСМ кој што е во опозиција. Меѓутоа, од друга страна, ние пристапивме со една сериозна програма, план и визија како полека да го стабилизираме секторот. Значи, изминативе 10-11 месеци како владина гарнитура, поготово делот на земјоделството, заедно со премиерот и она предизборна програма која што практично имавме, сериозно интервениравме во делот на санирање на субвенциите кои што доцнеа према земјоделците, затоа што постојано се велеше дека доцнаат, не се навремени, се скратени во одреден сегмент и така натака. И во тој дел, последни 11 месеци, сериозна интервенција од страна на премиерот, владата, министерството, имаме исплатени сите останати обврски од претходни години. Тековно се сервисираат субвенциите кои што се согласно планот на исплата.
Во овие 11 месеци се исплатени скоро 130 милиони евра буџетски пари према сите оние кои што ги очекувале субвенциите за останати и редовни сервисирања, плюс дополнителни интервенции кои што сме ги направиле за стабилизација на одреден сегмент. Дали било тоа во делот на откупот, ланскиот откуп на сливата, интервенција во делот на откупот на оризот и така натака, меѓутоа тоа се буџетски пари кои што биле одвоени како приоритет за да го стабилизираме секторот. Наследивме предпријатие кои што нема 4-5 месеци плата земено, денеска тие истите со консолидирани редови, редовно сервисираат плата и се работи на санација за обврската која што имаат. Акционерското друштво АД Водостопанство редовно ги сервисира платите, заедно со Министерството, со владата, буџетски средства за обнова на каналската мрежа, водата за наводнување да стигне навремено према сите оние кои што се корисници. Јавното предпријатие Национални шуми исто така редовно сервисира плата, работи на етатот за да обезбеди дрвна маса во текот на есента. Значи се она што е законска обврска, силно повлечени како локомотива, го стабилизираме секторот. Ако ги погледнеме бројките, и она што мене ме охрабрува и што навистина е еден позитивен показател дека она што го работиме изминативе 11 месеци има ефект, се статистиката. Бројките се најдобар показател. Дали еден ученик научил и добил солидна оценка или не ја совладал материјата. Што кажуваат бројките? Јас изминативе денови, речиси на секој од моите настапи, се обидувам да ги презентирам овие бројки кои што се доста позитивни, доста охрабрувачки и значат дека навистина она што го работиме како влада и како министерство дава конкретни резултати кои што се навистина добри. Ако Македонија во делот на откупот и на пласманот на земјоделските производи во изминатите години бележеше сериозен пат, бележеше еден негативен тренд и прогресијата беше во надолна линија, денеска споредбено со првиот квартал 24 година со првиот квартал од 25 година имаме сериозен раст. Значи, пред мене ги имам исто така оние податоци кои што се однесуваат на житата, на градинарството, на овоштарството, во делот на сточарството, живи на добиток, имаме раст од 9 до некои 40%. Сега во интерес на времето не би ги читал. Тоа е солидно, се согласуваме. Но би ве прашал, министре, хартијата во права си не може да лаже, се покажува, процентите се тие. Меѓутоа ви излегувате на терен. Одите секојдневно практично и се гледате со луѓето кои што се во секторот. Се чувствува таа промена? Се чувствува тој апсолутно дека се чувствува. Апсолутно дека вие кога зборувате вака убаво звучи, меѓутоа дали е видливо на терен? Тоа ме интересира. Видете, за потсетување минатата година како никогаш до сега не беа лозарите на улиците да протестираат. Се навикнавме долги години да се ги гледаме. Се навикнавме редица трактори, па истуране грозие, па неплатено, па протести, па револти, сега и така, па интервентна мерка, владата ќе направи некаква санација на хартија. Практично спасување на моментот, на денот. Ланската година ја завршиме со сериозен успех на високи цени на двете најзастапени сорти винско грозие, тоа е вранецот и смедеревката. Оваа година ќе биде уште поуспешна од мината годишната. За ланската година, например, производителите на јаболка исто така не беа јаболката фрлани во Преспанското езеро. Бевме сведоци на една слика каде што пола езеро беше преплавено со јаболка. Оваа година таму се постигна просечна цена од негде 30 евроценти за килограм јаболка, што е сериозна сума која што влезе во делот на овоштарството само во тој регион. Минатата година бевме сведоци дека производителите на познатата пипер кајварка исто така немаа проблеми во делот на откупот. Во делот на пласманот на тутунот посебна приказна. Мислам дека како никогаш до сега заедно со премиерот успеавме да постигнеме заедно со субвенцијата 500 денар за килограм откупен тутун. 200 милиони евра се влегува во делот на оние 20.000 тутунопроизводители кои што гледуваат тутун. Исплатен откупен количина тутун, исплатена субвенција 200 милиони евра. Зборуваме за 200 милиони евра. Па добро, министре, од каде ги најавте парите? Знаете зашто ве прашувам? Затоа што и претходно државата сигурно имаше пари во известна смисла да го направи ова. И сега вие за 11 месеци велите најдовме пари, 200 милиони, 300 милиони, со кои што им помогнавме на луѓето да се стабилизираат. Далеку од она што треба да дојде, но како се најдоа пари, нели немаше? Драган, на две гранки ќе го поделам одговорот. Парите се најдоа на тој начин што заедно со сите кои што работат во делот на откупот и пласманот на одреден земјоделски производ, се седнуваше многу порано пред да дојде бербата, пред да дојде пласманот. Ние денеска во Министерството разговараме за идната берба на винското грозие.
Ние пред месец дена почнеме со измена на закон за тутун кој што ќе дојде во сила и ќе има ефект наредната берба на тутун кој што ќе дојде и продавањето за 6 месеци од сега. Значи, она што ние го работиме под радар, можеби невидливо за јавноста, можеби невидливо за земјоделците. Но многу важно. Многу важно, кое што дава резултати на терен, е предвременото санирање или правење план како да се настапи во одреден период. Јас стално минатата недела бев во посета на Струмичкиот регион. Морам да потенцирам колку и да делува тоа за гледачите, можеби нескромни така натака, меѓутоа пролетната зелка кој што исто така за подсетување завршуваше со откупна цена од 4-5 денари. Смешни 4-5 денари, ние денеска просечната цена на откупена зелка се движеше од 37 до 42 денари. Тоа никогаш не се случило. Тоа е драматична и велиме разлика. сега, оваа количина која што е извезена, откупена цена, тоа значи дека над 30 милиони евра постов на извоз се влезени кај оние градинари кои што одгледуваат пролетна зелка. Само една култура ја спомнувам. Тоа се пари кои што директно се вбризгале во нашите земјоделци. И тие резултати ќе бидат видливи веќе во вториот квартал, кога ми можеби во некоја наредна емисија, посебно некој месец од денес, ќе ги коментираме тие бројки. Јас сум повеќе од убеден дека вториот квартал, споредбено со вториот од 24-та, ќе биде исто така многу позитивен ефект. Сакам да кажам дека Министерството заедно со сите чинители ги превенираат и ги предвидуваат ситуациите. Овие 11 месеци потрошивме многу енергија, многу часови, многу состаноци, многу работа во делот да го организираме процесот на откуп на земјоделските производи. Меѓутоа, не е само да санираме проблеми, ние како министерство, како влада имаме план каде треба да го донесеме македонското земјоделство. Затоа денеска се надам дека во текот на емисијата ќе зборуваме и за предлог законот за земјоделство и рурален развој кој што е темелот на земјоделското производство. Меѓутоа, сакам уште неколку поенти во интерес на информирање на јавноста и на сите гледачи кои што ќе следат емисијата во делот на статистиката. Не е само откупот и продажбата на земјоделски производи статистички со подкренати вредности, она што за нас како држава исто така важно е во делот на извозот. Споредбено Q1, односно првиот квартал 24-та со првиот квартал 25-та, не имаме раст од приближни 5%. На извозот? На извозот. Извоз на земјоделски производи. Ако ги тие преведеме во бројки, првиот квартал 24-та тежел извозот некаде околу 150, и 2 милиони евра, оваа година тоа изнесува 163. Тоа е само за еден квартал зголемување од 11 милиони евра плюс девизен прилив по однос на извоз на земјоделски производи. Ова е само за еден квартал. Ако ја следиме тенденцијата во наредниот период, ние значи дека ќе ја завршиме годината со сериозна позитива. Тоа во минатото не беше. Сакам да кажам дека сиото на сите активности кои што ги работиме, сите санирање на проблемите веќе почнува да даваат резултати. Навистина охрабрува податокот дека и самите земјоделци гледаат дека од другата страна имаат партнер со кого што можат да разговараат, преговараат и се договараат. Тоа што во минатото не беше така. Затоа и се намалува и бројот на земјоделци, и иселувањето, и напуштање на секторот, и повеќе увезувавме тоа што произведуваме како држава. И пола Источна Македонија отиде во Италија да собира јаболки и тамо што ли прават, наместо да го прават тоа дома. Па еве сега, малку е лошо што оваа година пролетните мразови нанесоа сериозна штета во делот на овоштарството и во делот на производството на слива. Меѓутоа ние што минатата година правевме за лечување на секторот, веќе во оваа година во програмата за рурален развој предвидовме средства за мини дестилерии кои што беа наменети токму за тој регион, каде што нашите производители на слива не е успех од Драган да ја откупиме сливата по 15-20 евроценти да извеземе во некоја држава, таа ќе направи некој дестилат, некој готов производ и нас ќе ни го врати и ние ќе го купуваме и ние сме среќни. Така Затоа нашиот план беше да поделиме вакви грантови, да се направат тие мини дестилерии, да се направи еден полупроизвод или производ кој што ќе има многу додадена вредност. Така ќе го билдаме извозот, така ќе го закнеме нашиот земјоделец. Има ли интерес за тоа? Апсолутно дека нашите луѓе тешко се одлучуваат на нови програми, на нови системи. Како да сме во тој аспект малку така, не во земјоделството, туку генерално, тешко се одлучуваме да влеземе во нова иницијатива. Да, затоа Министерството преку подрачните единици, преку Агенцијата за поттикнување и развој, преку Советодавната служба, јас како министер пред се објаснуваме дека имаме сериозен план, дека тоа ќе има ефект и некогаш кога ќе ги објасните работите, кога ќе ги објасните ефектите, мислам дека повеќе од јасно дека некој ќе се нафати да влезе во процесот. Значи, не е само да напишете некоја популистичка мерка на хартија, која што први нема да ја спроведете и второ нема да има ефект.
мора да се гледа долгорочно. Земјоделството не е година за година, не е месец за месец. Ние мораме да имаме предвидливост на тековите. Покрај сите проблеми кои што ни ги прават климатските промени, глобалните текови, кои што е дополнителен превозник, каде што е тешко да се справиме, ние мораме да работиме на една сериозна стратегија како треба да се стигне и кај треба да се стигне за 5 години, каде за 10 години. Тргнете сами од себе, ако имате предвидливост на активностите, посериозно влегувате и посигурно влегувате процесот. Ако имате неколку непознати во равенката, практично е многу потешко да се опстои. Морам да признам, министре, кога прочитав дека Холандија, која што како земја не е многу поголема од Македонија, зборам по територија, произведува 40-50 пати повеќе од Македонија, мене тоа ми беше поразително. Холандија прекрасна земја, несомнено ја земам само како пример, намерно да не биде соседна земја, изворено развиена, нема сонце, да не се лажеме, тамо има ветрови и дождови, произведува 50 пати повеќе од Македонија, на која што Господ, еве, условно и првати, дале се. И тоа е поразително. Кога зборувате вака дека предвидливоста игра еден од круцијалните услови за да се постигне нешто позитивно, морам да се согласам. Но вториот дел е законската регулатива, односно она што се нарекува законски услови за да се направат одредени дејства. Вие подготвувате нов закон за земјоделие кој што е моментално во фаза на, како му доаѓа тоа, ЕНР, така ЕНР се нарекува платформата, да. Да. За коментари. За месец, да, секој може да влезе, да дадеме објаснување, секој може да коментира, секој што е адекватен за таа работа. Сега јас да коментирам не сум, се разбира, ниту платен, ниту го знам тоа. Понатаму тој закон ќе оди кога ќе се соберат сите информации на влада, потоа во собрание, некаде можеби до крајот на летото би требало да влезе во собрание. Овој закон би требало да направи радикална промена во македонското земјоделие. Токму така, ова е темелот, ова е основата, ова е базата во делот на земјоделското производство и тука се дефинираат оние контури, правила на игра и во кој правец треба да се движи целото земјоделско производство. Жалам што ваква интервенција на овој закон сериозна не е направена во минатото, каде што ќе имаме стабилизација на секторот, меѓутоа колку време е направена промена? Видете, овој закон кој што е сега на сила е во времето на ВМРО-ДПМН некој што е донесе. Евака. Тоа значи дека сите овие 7-8 години претходно одело само по не само за овој закон, ако ги погледнеме потрошените 7 години на СДСМ како власт, 2 до 3 закони имаат донесено, што е поразителен. Значи биле стегни така како што и го оставиле едноставно. Токму така. Ние во моментов работиме, еве сега ќе ви соопштам, во собраниска процедура е законот за ловство, измена на закон за ловство, каде што го одглавуваме процесот и сите оние ловишта кои што се недоделени на концесионерите, има доста заинтересирани ловни друштва кои што постојат со децении и така натака, го одглавуваме процесот и тој закон треба да помине многу скоро во собрание и ќе ги ставиме сите ловишта во функција. Исто така во собраниска процедура треба да биде донесен, утре има закажано конкретно второ читање на Собраниската комисија за земјоделство, закон за фитофармација. Го одглавуваме процесот во делот на лиценцирање, ставање во промет, комисија, одобрување на препарати, каде што досега беше тој процес безмалце маргинализиран. Измени на законот за земјоделско земјиште. Во моментов се работи, како што кажав, на измена на закон за тутун кој што ќе биде ставен во владина процедура и ќе биде донесен наредните месец дена. Измена на закон за вино каде што се затвараат сите отворени прашања за да се допрецизира правилото на игра, да бидат заштитени и земјоделците, да биде предвидени и целиот сектор и едноставно сите оние прашања кои што биле со мала доза на недефинираност да бидат воспоставени. Тоа го правиме со цел да го дефинираме процесот. Исто така, конкретниот закон кој што сега го споменавте, кој што е базата на земјоделското производство. Сакам да кажам, овие сите закони си имаат своја тежина во одредени контексти. Така, а ова е круцијално. Така, ова е збирот на сите активности кои што треба да ги води министерството, стратегијата, стратешкиот план и така натака, темелот. Тоа го правите вие заедно со вашиот тим, претпоставувам, меѓутоа дозволувате учество на секој што смета дека има иницијатива, идеја и така натаму. За овој закон јас формирав посебна работна група, составена од представници од Министерството, составена е со представници од науката, која што е исто така вметната во целиот процес, представници од Федерација земјоделски здруженија кои што учествува во правењето на ова драв верзија на почетен закон,
кој што е сега ставен на платформата Енер, уште 15 на 20 дена мислам дека има да биде отворен за јавноста. Секој кој што се чувствува потреба дека има било каква додирна точка со овој закон, да остави свој коментар. По завршувањето на оваа платформа на овој закон ќе се соберат сите мислења кои што ќе стигнат. Уште еднашка работната група ќе заседава да види што тоа е прифатливо, да се издискутира, да се извакаат сите тие аргументи. Ќе се организираат 1 до 2 јавни расправи за овој закон, да се презентираат идејата, замислата, бенефитите од носењето, промените кои што ќе се случат. Сите земјоделски здруженија ќе бидат исто така вклучени во делот на таа јавна расправа и она што ќе биде дефинирано како пакет во целина закон ќе биде ставено во владина процедура, односно по одобрување на владата ќе биде пуштен во собраниски и тоа очекувам да биде до крајот на летото веќе во финална фаза. Колку е компликувано да се направи овој закон? Некој ќе рече земјоделие, ништо посебно. Житото толку, се шегувам се разбира, овошето толку и така натаму. Меѓутоа ова е навистина една компликувана материја во која што треба точно, детално, прецизно да се предвиди се, бидејќи секоја грешка понатаму со години ќе ви прави проблеми. Така е, ова е многу сериозен пристап, голем е законот, многу опсек, многу материја зафаќа внатре. Работната група која што е формирана работеше повеќе од 3 месеци на овој закон, интензивно, значи се користеа сите капацитети за да се дојде до едно вако првично понудено решение. Можам само да искоментирам неколку постулати кои што се важни во самиот закон, кои што практично е неговото постоење и потребата за носење. Како прво ја дефинираме дефиницијата на активен земјоделец. Што значи тоа? Ние во моментов имаме чинители во земјоделскиот процес кои што некои екзистираат само од земјоделство, на некои има дополнителна додадена вредност, односно дополнителна активност како земјоделски процес. Со дефиницијата практично сакаме да утврдиме статус на активен земјоделец. Што значи активен земјоделец и кои конкретни мерки ќе се дадат во таа насока. Зошто? Затоа што треба да има разграничување помеѓу активен земјоделец и едно семејство кое што живее од земјоделско производство и некој кој што му е дадена вредност. Апсолутно не е исто. Не е исто. Овие вторите ќе треба во наредниот период со низа на конкретни активности, презентации и така натака, мерки кои што ќе ги даваме, да ги убедиме да влезат во дефиницијата активен земјоделец, односно да преминат, да го зголемат својот капацитет и да бидат учесници сериозни во пазарот на наместо да им биде дополнителна работа да стане круцијалната, она клучната, од која што се живее. А овие кои што се сега актуелни и се активни земјоделци да имаат еден сериозен приоритет во делот на тоа што значи мерки креирани од страна на државата. Вториот момент кој што исто така има една развојна компонента е уредувањето на пазарите. Класично преведено, откупот на земјоделските производи. Знаеме дека во минатото сведоци сме постојана критика, трговците не манипулираат, ни крадат печалбата, па недефинирани рокови за исплата, па склучување договори, па заобиколување на законот. Значи цело едно поглавје ќе се посвети на уредување на пазарите. Дефинирањето на правилата на игра во делот на пласманот на земјоделските производи. За ова мислам дека ќе добиете апсолутно поддршка од сите, особено од купувачите, ако така смеам да се наречам еве себе си, бидејќи фактот е дека кога ќе отиде човек на пазари ќе види домат дека чини 150 денари во Македонија или не знам, напомет сега да не ги вадам цените, а знаеме дека луѓето кои што произведуваат заработуваат многу помалку од тоа, се разбира се прашувате кој тоа ги краде овие луѓе и секогаш се вперува прстот кон препродавачите или како се нарекуваат формално, луѓето кои што практично ја злоупотребуваат и маката на оној кој што навистина дава се од себе да произведе, а и парите на луѓето кои што живеат во оваа земја и не би требало да плаќаат толку скапо за собствен производ, ако сме Така е. Во делот на успехот на она што до сега сме го направиле, јас одржав неколку отворени состаноци со откупувачите во Струмичкиот регион. На иста маса седна и откупувачите и земјоделците производители. И она сега што го имаме како план на активности, јас уште тогаш го најави во делот на тие состаноци дека ако откупувачите на земјоделски производи не покажат сенс за учество во целиот процес на пласман на земјоделски производи, многу е лесно државата да воспостави едни критериуми каде што ќе најде нови откупувачи. Ама исто така им предочив дека треба да бидат сериозни во пристапот, бидејќи ако ги изгубиме земјоделците не може да најдеме нови земјоделци. А со тоа пропаѓаат и они како трговци и целата држава ќе има голема разлика, апсолутно. Да, голема разлика. Затоа мислам дека и самите увидуваат дека навистина имаме сериозен пристап.
Има разни квалификации за откупувачите во минатото, дека биле организирани во некаква структура. Јас изминативе 10 месеци видов дека навистина и таму има честни играчи кои што сакаат и во еден честен пристап исто така им кажав дека со последнава измена која што е на законов на земјоделство и рурален развој, заедно со нив ќе ги дефинираме правилата и со земјоделците и тоа што ќе го дефинираме треба да се почитува. Да ставиме крај на отворените прашања, манипулации, заобиколување, крадење на трудот, на печалбата и така натака. Ќе ги дефинираме правилата на игра кои што треба да се почитуваат. Јас мислам дека она кој што ќе се понуди еве ќе ставена како план на активности, ќе го затвори ова долгогодишно отворено прашање во делот на пласманот на земјоделските производи. Таа улица ќе биде двонасочна, значи ќе има и права и обврски кои што треба да ги исполнуваат и едната и другата страна. Меѓутоа се враќам на она што е поента. Стабилноста, предвидливоста, сигурноста и стабилноста се тие кои што даваат елан за да се продолжи напред со работа. Ако еден земјоделец има предвидливост во производството, ако знае дека тој производ ќе му биде откупен и цената која што ќе биде откупна ќе биде со 30% најмалку додадена вредност, односно заработувачка, тоа значи дека тој може да си го предвидува и наредната година производството. Така да во ова поглаве ќе потрошиме токму за уредување на овие отворени прашања кои што изминативе години беа наставени на маса и беа момент за критика и од земјоделците и од сите кои што учествуваат. Со право. Така е. Дополнително ќе се дефинираат со посебна листа која што ќе донесе владата на предлог на министерот стратешките производи кои што се важни за оваа држава. Добро. Да, тоа значи дека ќе утврдиме кои производи се важни за нашата држава и по важност, и по квантитет, и од извозен аспект, и она што значи дека треба да бидат заштитени со одредени интервенции во одреден временски период и во креирање на мерките за директна поддршка, класично кажано субвенциите, да добијат одредена предвидливост. Тука исто така едно од предизборните ветувања е дефинирање на производната цена. Драган, за да ние имаме навистина еден сериозен пристап, мораме да им објасниме на земјоделците дека ние како држава имаме план како да го заштитиме овој стратешки производ. Тоа значи дека заради X ситуации, пореметување на пазар, вишоци на производ во регионот, светски трендови и така натака, треба и ќе интервенираме како држава да ги заштитиме. И тука праќаме сигнал дека навистина сме партнери во целиот процес. Тоа значи, нешто што не беше дојде нешто што не може да се поправи од страна како проблем, државата е тука да помогне по секоја цена. Така е. Сега интервенираме преку интервентни мерки, меѓутоа ние сакаме да го превенираме целиот процес. Сега, каде е клучот на успехот? Ако добро следите изминатиот период, ние интервенираме за да им помогнеме на земјоделците да ги намалат трошоците за производство на еден производ. Значи преку навремена исплата на субвенции, преку модифицирана мерка зелена нафта која што навистина ќе има ефект, преку навремен откуп, преку сигурна цена која што е рентабилна, значи праќаме сигнали како го стабилизираме целото производство. Така да во делот на овие стратешки производи ќе има една предвидливост кои се тие производи кои што за нас како држава важни и кои што треба да ги задржиме како производство. Не велам дека некои производи не се важни, ако не влезат во таа листа, меѓутоа мораме да имаме приоритети. Кои ќе бидат приоритети, може да се каже или Видете, тргнуваме тоа што е најважно, пченицата на првото место, па идеме сега, не знам, оризот, ги редиме градинатските производи, не сите оние кои што се по квантитет доволни, така да со една сеопшта анализа ќе влезе во една дефиниција што е важно за државата, која што ние треба да го заштитиме. Дополнително се предвидуваат и низа на мерки кои што ќе значат враќање на животот на село. Многу ме интересира како ќе се постигне тоа. Има една новина која што е една мерка која што ја предвидовме во законот, гледам дека е коментирана во јавноста и од медиумите и од поединци. Тие мерки се цел за да навистина како држава дадеме една стимулација, млади брачни парови, млади луѓе навистина започнат земјоделско производство, кое што ќе значи живот во една рурална средина, преку започнување на сопствено производство, купување на објект или реновирање на постоечки објект, кај што ќе основаат семејство и ќе продолжат да се движат во земјоделскиот процес. Мали фарми практично. Мали фарми, постоечки кои што можеби треба да се прошират и така натака. Тоа е една навистина сериозна мерка која што верувам дека ќе даде ефект. И ризична би рекол. Затоа што ќе се вложат средства сериозни, претпоставувам, во нешто што веројатно дало резултат во други земји, меѓутоа кај нас сега треба да биде враќање на нешто кое што е изгубено децении назад.
Така е, видете, таму ќе постојат и одредени услови, на пример 10 години од враќањето во рурална средина не може да го напуштите процесот. Ќе има правила на игра, тоа нема да биде нешто без конкретни правила, меѓутоа јас сум повеќе убеден дека навистина ќе има ефект, затоа што веќе потребата од храна, потребата од здрава храна е повеќе комуницирана во јавност и во секојдневието, така да Македонија со сите предуслови кои што ги има, мислам дека има потенцијал. Ние ќе ја понудиме мината година оваа мерка како нова уведена мерка, мислам дека ќе има за одзив. Јас ќе бидам задоволен ако за почеток се јават можеби 3 корисници на оваа мерка, меѓутоа со тие ќе покажеме дека навистина може да се успее во потоа ќе ги мотивираат веројатно и другите кои што би имале. Така, и дополнително она што веќе го имаме во оваа година предвидено во програмата за рурален развој, а тоа е стимулација на веќе постоечки капацитети. Тоа значи дека ќе им помогнеме на земјоделците кои што имаат некој мал капацитет, а не е доволен за да учествуваат на пазарот, да зголемат продукција, финансиски да им помогнеме да го прошират постоечкиот капацитет. Пример, ако има некој моментов 5 крави и е тешко може да обстане со таа бројка, сака да го зголеми стадото, сака да го прошири објектот, сака да купи механизација, а не може да го направи тоа со сопствени средства, ние преку една таква посебна објава ќе им помогнеме на таквите фармери, на таквите земјоделци кои што сакаат да го зголемат производството. Да сублимирам, овој закон кој што го предлагаме е повеќе да се иде на зголемување на квантитет, повеќе да се иде на зголемување на продуктивноста на земјоделското производство, се она што ќе значи дополнителна додадена вредност и враќање на секторот на едно ниво. Не е доволно само да се даваат парите за субвенции и секоја година да имаме намалено производство. Сите овој закон поготово и сите овие активности кои што сме ги спровели изминативе месеци и во наредниот период, практично ако погледнете големата слика, од партнерски однос, од поставување на правила на игра, од почитување на закони од сите чинители во секторот, независно дали се земјоделци, откупувачи и така натака трговци, поставуваме една траекторија каде што навистина Македонија од гледане од овој аспект за 5 години, за 10 треба да го врати она што се изгубило во минатиот период. Да, ќе биде тешко. Тешко е да се врати нешто што е изгубено, меѓутоа, ако работиме како што тоа го правиме до сега, јас сум повеќе убеден дека оваа стагнација која што имаме во моментов, дека ќе има сериозна прогресија во една позитива. Македонија мора да ги искористи сите овие природни предуслови кои што ги имаме. Имаме и еден четврт предуслов, а тоа е вредниот македонски земјоделец кој што малку му фали да покаже државата дека навистина стои позади него и тоа што го има го вреднува. Мислам дека сме на добар патак. Она што ме прашавте кога одам на терен, какво е чувството? Јас сум повеќе од задоволен кога гледам земјоделци кои што за прв пат ми приоѓаат и кажуваат дека оваа година е добра, многу подобра од претходните, така треба да се продолжи така натака. Задоволни лозари, задоволни градинари, задоволни овоштари, задоволни млекопроизводители, иако и сега во медиумите имаше некоја информација дека млекото ќе се намалило за половина, за 1 денар. Пред некој ден имав средба со сите поголеми млекопроизводители, односно млекарници. Направивме еден план дека во наредниот период таа цена ќе биде коригирана, значи зголемена субвенција и така натака. Практично кај да погледнеме во секој еден сектор, навистина има направено повеќе од некој што нема направено изминативе години. Ова не е сега да ние ги преувеличуваме работите, да малку даваме ДДВ, него ги представуваме реално како што се навистини. И овие бројки кои што ги споделив го покажуваат и потврдуваат она што изминативов период сме го работили. Добро. Наброивте неколку фактори. Еден од клучните фактори по мене ми се чини е технолошкиот развој. Имено факт е дека во светот, во Западна Европа особено, се користи врвна технологија, се користат навистина многу современи методи за унапредување на производството и тоа дава стравични резултати. Кај нас, се извинувам, и натаму можете да видите некој човече кој што, да не речам со орало се мачи или со некое старо тракторче и така натаму. Колку може државата впрочем да им помогне на луѓето во тоа осовременување на начинот на производство? Драган, минатата година може би ќе го погрешам месецот, многу активност имаше, распишавме повик за кофинансирање набавка на комбајни за жито, односно за жетва на ориз. На повикот се јавија 59 апликанти и сите беа одобрени. Немаше одбијани, немаше, не знам, политика и така натака. Овој не е со нас, овој. Да, не, апсолутно сите што аплицира, мислам дека 52 комбајни беа за жетва на ориз, 7 беа мини сушари. И сите апликации беа одобрени.
државата потроши негде околу 36-7 милиони денари за кофинансирање на оваа мерка. Почетокот на оваа година распишавме еден повик за кофинансирање на млади земјоделци. Кофинансирањето беше до 10.000 евра. На повикот се јавија 254 апликанти. Иако во минатото имало по 50-100, оваа година има 254 апликанти. Се надевам дека сите ќе бидат комплетни со документација. И сите оние кои што ќе имаат потреба за одобрување нивниот бизнис план, дали е тоа за механизација, опрема, градба некакви така натака, ќе им биде дополнителен стимул за да влезат или да го прошират постоечкиот капацитет. Пред известно време објавивме уште еден повик за кофинансирање на земјоделските задруги. Според мене и според владата, здружувањето на земјоделците во кооперативи, во земјоделски задруги е еден од клучовите за успех во делот на пласманот и изголемување на производството. Кога една задруга организирана по тип на производство, учествува на пазарот со квантитет и со квалитет, е посериозен преговарач и со домашните компании, меѓутоа и надвор од државата. Иако ова звучи малку социјалистички, ако така смеам да речам, според терминологијата. Ама не се тие задруги кои што све е мое, твое од минатото, него е со една посебни правила на игра, каде што се здружуваат во делот на тип на производство и ние како држава на ваквите задруги со овој повик ќе им кофинансираме до 90% од набавената инвестиција. Дали е тоа механизација, до 90% рекол? Да, до 90%. Лимитот на корисник е по максималниот лимит на апликација 15 милиони денари. Значи по 250.000 евра максимални ќе добија секоја една задруга која што ќе аплицира. Во разговор со другите, ова го правиме затоа што на дел од нив им треба механизација за обработка на процесот, на дел од нив им треба опрема за калибрација и пакување на земјоделскиот производ, на дел од нив им треба можеби просторни услови за позбербени активности, магазини и така натака. Значи сите овие задруги кои што постојат во регистрот, да им помогнеме финансиски. Еве ексклузивно за вашата емисија, во наредните 10 дена ќе излезе уште еден јавен повик од програмата за рурален развој. Тоа е стандардно и популарно наречената мерка од минатото 50-50. Сите оние апликанти кои што ќе набават приклучна механизација, трактори кои што ќе набават, ставени се сега и во оваа објава ќе бидат и антифрост системите против мрзнење, системите за капка по капка ќе бидат кофинансирани со 50% од набавената инвестиција. Тоа е поентата на терминологијата 50-50. Така е, државата учествува со 50% од тоа што ќе го набават како инвестиција и сите овие три објави кои што се, тоест две кои што се спроведени и оваа третата која што ќе биде, е во делот да им помогнеме на нашите земјоделци да го модернизираат своето производство. Добро, одлично звучи 50-50 на вистина. Така е и овдека исто така повторам и морам да укажам дека треба да се почитуваат правилата на игра. Нема да дозволиме да еден исти апликант доби апликација три пати и така натака, па да се прават злоупотреби, се случувало. Сведоци сме дека и некој можеби некој трактор кој што го добил со грант од државата, па недоволно го потребувал, а некој на вистина кој што му требало, па не може да добие, така да критериумите ќе бидат да оние сите вистински што им треба ваква поддршка да ја добијат. Ова е тоа што владата помога сериозно со инвестиции кои што треба да го закрепнеме процесот, да го закрепнеме земјоделецот и да му дадеме една сериозна финансиска поддршка за да на вистина се почувствува дека од другата страна има кој што помага и кој што и визионерски гледа на целава работа. Мораме на сите аспекти да гледаме. Тука би сакал да спомнам и дека паралелно платежната агенција заедно со министерството работиме на акредитација на мерката рурална инфраструктура. Тоа се практично средства кои што ни треба да бидат ставени од Европската унија во делот на инфраструктура во руралните средини. Таа акредитација, иако претходно многу слабо се работело, морам да констатирам сега, не е тоа да нападнам некого, меѓутоа јас ќе бев пресреќен ако наследив некаков ангажман на претходната власт, па јас морав да продолжам само и ќе бевме многу поуспешни, меѓутоа реалноста говори дека некој претходно го има преспано мандатот, па сега ние мораме од нула да ги почнуваме работите. Со акредитација на оваа мерка практично ќе обезбедиме средства за македонските општини во делот на инфраструктура во руралните средини. Едно е, Драган, да обезбедите пласман за гарантирана цена, да имате сигурност, да имате поддршки кои што ќе даваат во модернизација. Од друга страна треба да им помогнеме и на општините во делот на полските патишта, на она рурална инфраструктура која што практично ќе подигне нивото на живот.
Да повторам, владата изминатиот период преку она што беше кредитот од Унгарија, дел од средствата беа наменети, или најголем дел од средствата беа наменети за општините, да се направат улица, патишта, градинки и така натака, каде што во една поголема слика гледаме дека животот на село треба да биде навистина достоинствен како и останатите делови од државата. Затоа ова што се работи вака во пакет, можеби за овој краток период делува премногу амбициозно, меѓутоа немаме време за губење. Довербата која што добивме од граѓаните на последните избори, за нас е обврска да спроведеме што е можно повеќе проекти и да бидат што е можно повеќе земјоделци во случајов задоволни. Во политиката, знаете, имате момент кога влегувате и момент кога треба да излезете. Јас ќе бидам задоволен и мислам дека ќе бидеме задоволни кога ќе погледнеме под себе и ќе видиме вакви статистички податоци кои што се со позитивна прогресија, ќе видиме задоволни земјоделци кои што ќе видиме квантитет и она што значи враќање на квалитетен производ. Македонските граѓани мораат да купуваат наши домашни македонски производи кои што се квалитетни, кои што практично даваат една стабилност во делот на исхраната. И апсолутно тој круг е за сите полезен. Секој еден кој што наутро ќе стане, независно дали е лекар, дали е професор, дали е војник, дали е ученик, доручкува и функционира во денот. Зошто да пропуштиме шансата да се радуваме на увозни производи кога можеме домашното да го зголемиме? Ние ќе дадеме се од себе, навистина ова да продолжи во наредниот период. Наместо да јадеме увозна пластика, можеме да јадеме домашен квалитетен производ. Морам да ве прашам околу овие фамозни субвенции. Долго време се зборуваше дека јас мислам дека и вие го имате кажано тоа во некои минати изданија, дека субвенциите се злоупотребуваат, односно луѓе ги користат не затоа што навистина им е потребно она за кој што се наменети, значи како поддршка во нивниот земјоделски напор, туку напротив ги измислуваат приказна за да добијат субвенции и потоа забораваат целата работа за која што се обврзале. Како тоа да се изрегулира дефинитивно и како субвенциите да ги добиваат оние кои што навистина треба да ги добијат? Ова што досега го зборувавме, план сработено, визија и така натака, меѓутоа паралелно добра тема отварате. Сите оние буџетски средства кои што ги даваме по основа на субвенции, сите бенефиции кои што ги добиваат одредена категорија луѓе. А не се малку, ако сме реални. А не се малку. Ние со преземањето на власта, навистина, правиме една сериозна контрола во делот на евентуална злоупотреба. Ќе почнам со злоупотребата во делот на земјоделското земјиште. Претходно се делело илјадници хектари на луѓе блиски до власта, бевте сведоци како медиуми, раскинувавме договори, контролиравме и така натака, па некои од нив има и искористени субвенции, па сега се водат постапка да ги вратат парите назад. Она што ние го работиме како министерство и како влада да ги помогнеме овие тешки моменти во македонското земјоделство, паралелно значат и контрола на целата ситуација. Платежната агенција има склучено еден меморандум за соработка, односно помагање на инспекторите од Државниот земјоделски инспекторат, кои што ќе бидат ставени во функција на контрола на терен, се со цел да елиминираме што е можно повеќе злоупотреба на оние кои што се невистински земјоделци и го зимаат или јадат од колачот кој што треба да стигне кај вистинските земјоделци. Што е целосно нефер, некоректно према кон сите, кон државата, кон земјоделците, кон остатокот од народот, бидејќи тоа се наши пари, ако сме реални. Еве и уште една идеја која што планираме да спроведеме од 2026 година е тоа да речеме во делот на сточарството, дали се работи за овци, за крави или за кози, да со една нова методологија несушни маркици се следи бројната состојба. Добро, сега знаеме дека се случуваат одредени манипулации кои што ги контролираме на терен, и тоа за го елиминираме целиот момент со едни посебни уреди ќе бидат следена бројната состојба. Да нема простор за евентуална манипулација. Во делот на долгогодишните култури, овие инспектори кои што ќе бидат вклучени за потребите на платежната агенција, практично ќе идат на терен и ќе проверуваат дали се работи одредена земјоделска површина. Точно е дека има многу апликации, дека не може се да се постигне, меѓутоа платежната агенција и преку сателитското следење на земјоделската површина дополнително се прават контроли во тоа дали некој прави злоупотреба или не прави злоупотреба. Да скатам, значи ригорозна контрола. Ние како држава ќе дадеме се од себе, сите капацитети во делот на контролата да ги ставиме максимално во функција, ако треба и ќе ги зголемиме, се со цел да елиминираме злоупотреба.
парите кои што ги даваме треба да стигнат кај вистинските земјоделци, да нема злоупотреби, а секој кој што се осудил, кој што во меѓувреме го откриваме како процес, нормално ќе одговара согласно правилата и законите и тука нема момент за компромис. Нема да има милост. Имате ли капацитет за сето тоа? Видете, затоа велам професионалните измамници секогаш наоѓаат нови инвентивни начини да го земат тоа што не е нивно. Тоа имаше зборот. Така е, меѓутоа во делот на измената на законите се затвараат сите, да речеме, такви процепи кои што некој ги злоупотребува. Затоа велам земјоделскиот инспекторат кој што исто така има одредени капацитети ги ставаме во функција на платежната агенција да помогнеме во делот на контролата. Сателитското снимање ќе дадеме се од себе затоа што знаете кога другата страна ќе види дека има држава која што сериозно се бори против злоупотребите, против манипулација на законот, малце ќе се замислат дали ќе продолжат со таквите активности. Ние сме сериозно решени да ставиме крај во овој дел. Не само во делот на злоупотребите на субвенциите, во делот на земјоделството, гледате и во другите сектори дека законот треба подеднакво да важи за сите и треба да се почитува. Јас сум расположен, ако некое законско решение не е дорешено, треба да се дореди, да седнеме да го испрецизираме, меѓутоа кога ќе се донесе треба да се почитува. Огромен дел од емисијата помине и го потрошивме на што го сметам за круцијално, се разбира, во вашето министерство. Меѓутоа да ги спомнеме еве и водостопанството и шумарството. За мене, кога се спомне шумарство во Македонија, за жал мене ми асоцира искрено на оние дрвократци кои што ги крадат дрвото што не смеат да се сечат и потоа бегаат од полиција. Отприлика на тоа ми асоцира за жал. Докај сме во тој процес? Ајде да почнеме од поентата. Се воведуваат електронските испратници. Тоа значи дека сите оние кои што прават дистрибуција на дрвна маса ќе бидат во еден електронски систем евидентирани и нема да има простор за манипулација. Што се случуваше до сега? Во изминативе години имате бланко испратница во хартиена форма која што не е пополнета со време, со дата, со количина на дрвна маса и овие кои што од другата страна си работеле и си правеле бизнис, транспортот го правеле до моментот додека не бидат контролирани, кои ќе бидат запрени и во моментот се пополнува тоа што е дата, време и место и едноставно се става функција да биде легално. Со ова електронска... Тоа е многу лесно, наивно. Така е. Затоа ние изминативе месеци пак ја велам работиме на сите сектори, оваа електронска испратница ќе биде промовирана, ќе биде ставена во функција и тука се затвара моментот на злоупотреби со дрвната маса. Во делот на шумската полиција работиме сериозно на зголемување на човечките капацитети со цел да покриеме што е можна повеќе површина во делот на контролата на дрвната маса. И овие што влегуваат од преку граница? И тие што влегуваат, значи се работи на кадровско и на техничко доекипирање. Во делот на национални шуми, она што ме информира директорот, покрај стабилизирање на јавното претпријатие каде што може редовно да сервисира плата, се работи на исполнување на годишниот етат во делот на обезбедување на дрвна маса која што треба да биде испорачено до сите оние кои што го користат дрвото како енергенс и нормално се работи на одредено реструктурирање на самото јавно претпријатие за да биде зголемена функционалноста. За потсетување, пред заминување на претходната власт, во тоа исто јавно претпријатие кое што со месеци немаше поделено плата, СДСМ, сегашната партија во опозиција, вработи преку 400 луѓе во позиција дрво дотурачи, секачи и така натака, кои што ги сместија во канцелариите, кои што дополнително го обремени и така тешката состојба. Зема плата за ништо. Едноставно да бидат згрижени и сега ние како нова гарнитура правиме една целосна реорганизација за да го ставиме јавното претпријатие во целосна функција. Ова вака можеби е лесно да се каже во 2-3 реченици што се направи, тоа кој ќе го видите следливоста на активностите, колку тоа одзема енергија за нешто што не би требало да се случи, навистина е многу повеќе од тоа што е направено. Во иста и слична ситуација беше и АД Водостопанство, една од клучните институции која што наместо да работи на санација, на одржување на системите за наводнување, на проширување на системите за наводнување, да има доволна количина на времена количина за сите земјоделци, наследивме претпријатие кое што беше во сериозни долгови, неподелени плати, блокирани сметки и така натака, превработеност, таму преку 200 луѓе се вработија во предизборието. Меѓутоа со еден сериозен пристап денеска имаме претпријатие исто така кое што редовно
само сервисира плати, кој што навремено обезбеди да стигне водата до земјоделските површини. Во текот на зимата со помош на Министерството се обезбедија сериозни сума на средства за санација на постоечките системи. Точно е, не можеме се во 6-7 месеци да обновиме нешто што десетина години било запуштено и не било инвестирано, и тоа даваме се од себе да го санираме системот и нормално работиме и на проширување на останатите системи. Исто така се работи во делот на кредитот од KfW банката, германската банка, каде што се работи на проширување системите за наводнување во Лисиче, Страиште, Пепелиште и делот на Коенско. Таму имаме сега пролонгирање на рокот за да го фатиме, да ги потрошиме сите средства и да навистина овие имаат пари во ефект. Во јули 2024 со превземањето на владата практично не беше формирана и проектната единица за да прочне со реализација. Значи видите во каква ситуација сме седнале во министерството, сме наследија ситуација, ми тоа денеска имаме сериозен прогрес во реализацијата. Така да и за водостопанството и шумарството се работи забрзано за да немаме вакви проблеми како што имаме во минатото. Навистина жалам што некој во минатото, ова навистина искрено го кажувам, не потрошил доволно енергија и време да остави некаков плод од своето работење, за денеска да бидеме многу поуспешни тоа што навистина се мачиме да влеземе во една позитивна траекторија. Ви благодарам за вечера што го ставаме. Помина ли времето? Толку ја мислев дека имам уште време. Еден час помина времето, се разбира, ова е таква тема која што може и уште неколку часа да потраеме, меѓутоа сепак има свој лимит. Господин Цветан Трипуновски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам на поканата, се обидов да отвориме што е можно повеќе од темите, онако нешто не остана недокажано, се надевам во некоја наредна емисија. И тоа е една порака која што сакам да упатам до сите кои што ја следат вашата емисија, земјоделците да бидат спокојни. Имаме сериозен партнер од другата страна кој што како во изминативе месеци уште позасилено ќе продолжи во наредните месеци да работи за подобрување на нашите состојби. Верувам дека ќе ве држат за збор и верувам дека ќе го остварите тоа што го ветувате. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Јас верувам дека сте задоволни, особено оние кои што се најзаинтересирани за ова прашање, земјоделците. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.